Благодарам, подпредседателе. Колешке, зборувавте за покачување на минималната плата многу повеќе за разлика од времето на ВМРО-ДПМН. Колешке, инфлацијата е 20% најголема во регионот. Растот на платите фактички е усогласување со минималната плата. Според законот требаше во рок за 6 месеци да ги усогласите и другите плати, меѓутоа вие тоа не успеавте, па сега ретроградно ќе исплаќате разликата. Покачувате, велите, плати. 65% од приходите, колешке, одат на семејствата за храна. Реалната плата е намалена за 4,9%. Инфлацијата е висока, јавниот долг е висок. Растот на бруто домашниот производ е најлош во регионот. Што се однесува до инфлацијата, од аналитичкиот тим на Bloomberg Adria велат дека таа ќе кулминира 2022 година со тенденција на забавување во 2023 година. Расходите на домакинствата ќе бележат побавен раст, бидејќи граѓаните ќе ги променат навиките за трошење. Зборавте за стапки на раст на извозот. Еве како стои Македонија. Значи, 11,2% извоз, 21,8% увоз. Најлошо во регионот. Хрватска 56,9% извоз, 72,6% увоз. Најдобра е Словенија, која што има збирен резултат од Хрватска и Србија заедно. Инаку, Република Македонија забележува и најбавен раст на извозот и на увозот меѓу земјите во регионот, а тоа се потврдува и со трговскиот дефицит од 0,35 милиарди евра. Дали се задоволни граѓаните? Анкетата на ИРИ покажува дека 13% од анкетираните сметаат дека земјата се движи во вистинска насока. 58% велат дека се движи во погрешна насока, а 28% се неутрални. 1% од испитаниците главен проблем велат дека се високите цени, за 29% проблеми се сиромаштијата, за 25% економската ситуација, за 21% ниските плати и пензии, за 18% невработеноста, за 12% корупцијата. Која е контрреплика Даниела Марковска?